стигнавме тамо негде до составот на Македонија, уште не создадена државата, и одиш понатаму. Да, тоа беше паралелно со скок. Јас како вработен во скок, односно тогаш бев уште во вечер, летото почна скок. Тоа беше исто убав период, некои добри 4-5 години во спортскиот неделник со колегите, затоа што беше еден поинаков тип новинарство, по-репортажно, по-ревијално, како што доликува на еден спортски неделник. И тоа беше предизвик на некој начин, затоа што не само заради постерите на нашите навивачки групи, ние правевме тогаш продор и во сите сфери во спортот, кај што се докажуваше Македонија како спортска сила, дали беше карате, први медали се сеќавам на европски младински првенства, дали беа други спортови екипни така натаму. И паралелно објавувавме постери на НБА играчи во природна големина. Сето тоа создаваше публика, скок дојде до едно ниво солидно за наши услови, некои 5000 тираж за вестник што беше во колор издание и поскап беше солидно, но за жал како што паѓаше квалитетот на македонскиот спорт, ние држевме некој квалитет по инерција од југословенската стара школа и додека бевме поквалитетни во тој дел, имаше и реакција и на терен, односно публиката беше позаинтересирана за спортските информации. За жал тоа паѓаше со време, јас веќе од 96 година бев во Дневник, тогаш беше нов, млад, приватен вестник. Објасни ни што се случи со Дневник, бидејќи на брзина доби голем број читатели, стана интересен, излегуваш и одеднаш го снема. Па тоа е како да ви кажам, ја бев еден од основачите, да. Колегиум, уредник на Спортска. Јас бев уредник во Спортска од почетокот и кажа веќе имав солидна спортска редакција со 8 души. Покривавме настани, првенства домашни, како сите претходни колеги што ги работевме во вестиците што работевме. И вестникот успе да направи солиден, можеби најголем тираж во историјата на новинарството, во печатеното новинарство. Стигнаме до 100.000 тираж во еден период во 2003 година, ми се чини, затоа што го спуштиме вестникот на 5 денари цена, што беше клучниот момент за да биде по-пристапен, достапен за читателската публика, но мора да се има предвид дека во тоа време многу повеќе се читаше вестник, денеска и бесплатно даваат вестници, па не се чита, за жал се сменија времињето. Повторно беше уште еден предизвик за мене како уредник, затоа што претходно бев уредник во Спортски неделник, сега бев уредник во Дневен вестник и требаше да се формира редакција со помлади колеги. Предизвикот да се пренесе собственото знаење на помладите колеги, кои го сака со не помала страст спортот, исто како мене, беше исто така нова страница во мојата кариера за мене. И тоа те влечеше уште повеќе. Но мислам дека успеавме во тоа, затоа што беше почитувана спортската рубрика на Дневник и самиот ти разборува за тоа. Исто така и релевантноста што беше како спортска рубрика што имавме, затоа што многу колеги станаа дописници на некои медиуми и тоа траеше, како да кажам, долги години до некоја 2004, 2008, кога јас бев, да речам, префрлен во друга рубрика, бев заменик главен уредник и морав и со други сфери да се занимавам во вестникот. Моите колеги останаа да водат спортската рубрика, но за жал не би се наврекал на приказната како заврши вестникот, како секој приватен медиум, кај што сите партии и политички гарнитури се обидуваат да добијат превласт на некој медиум што е влијателен. Тоа беше една од причините денеска за жал. Трката и го уништија вестникот. За жал да го уништат вестникот и колеги што за жал тогаш остана и на улица, па повторно им дававме шанса некако да се вработат. Меѓу другите јас бев меѓу нив, јас 5 години бев без работен ангажман, иако бев еден од основачите и уредник и новинар со долгогодишно искуство. За среќа колегите со кои работевме во Дневник отворија портал, ме повикаа да им помогнат, помогнам, јас со задоволство прифатив таа задача, бидејќи таму беше нов медиум, со сака да го истражам како функционира таму, се обидов да правам... Да, нешто ново беше тогаш за нашите прилики. Тогаш беше меѓу првите спортски портали и имаше и таму простор за оној што сака да работи, да напише поинаков вид на жанрови, оно што ми недостига денеска, тоа што го велиш ти да не биде само извештај, туку да напишеш и коментари, анализа и репортажа.
што ми недостасува денес генерално во спортските медиуми, да се искажам, додека не се појави шансата да се вработам во Слободен печат. Сега сум во Слободен печат веќе речиси 6 години, таму сум сега повторно заменик главен уредник, одговорен уредник во Вестникот, затоа што Слободен печат има и веб-сайт и видеопродукција, но сите сме во еден тим синергија кој меѓусебно си помагаме и се обидуваме да произведеме колку толку некој производ што ќе биде признат, почитуван и релевантен. Го кажа твојот новинарски пат од почетоците, па еве сега до овие моменти каде што сега се наоѓаш. Сега нормално зборувавме за спортското новинарство, за проблемите и тие работи, меѓутоа ти како спортски новинар имаше шанса да присуствуваш и на големи надпревари, па сега ајде, не може да биде биографијата само биографија. Мишел почнал таму, продолжил вамо, сега е таму и таму, меѓутоа има нешто што вака посебно во таа биографија ќе остане запишано или му оставило посебен впечаток во новинарскиот живот, настани, патувања и така натаму. Па добро, јас прв мој поголем настан кој известува беше светското првенство во Италија во фудбал 90-та година. Тогаш бев вработен во вечер и со една екипа од фудбалскиот сојуз, тогаш не беше уште федерација, бевме сместени во Римини, кај што ги следавме надпреварите на југословенската репрезентација. Тогаш нели настапува Панчев и Станојковиќ за југословенската репрезентација и се сеќавате таа, често се навраќаме на тие промашени пенали, на Стојковиќ, на поразот од Аргентина. Па се сеќаваме, тогаш Панчев да го уфрлеа во игра, ќе имаше гол од пенал и ќе бевме полуфиналисти. Му префрла дека прави босанска репрезентација, имаше и такви игри за жал во тоа време, но... А знаеш дека пред да заврши надпреварот, кога почувствувал дека ќе биде резултатов нерешен и дека ќе има пенали, Панчев доаѓа кај Чабриновиќ, зашто осим нешто со здравјето не беше во ред и задните 10 минути тој не ја водеше репрезентацијата. Отиде долу во амбулантата во стадионот да му се укаже лекарска помош и Дарко цело време му викал Чабро, Чабро, да влезам. Чабро, да овој не смее да го смени без дозвола на Осим. А Осим не е тук. Вика, може би пак исто ќе беше, ама ме боли што не влегов. Точно, наместо тие што промашија тогаш беа Стојковиќ, Хаџибегиќ, да беше еден од нив Панчев, бидејќи кажуваат и сами дека не сите се нафатиле на таа одговорна задача во тој период, а Панчев беше онака како што го знаеме, немаше проблем да шутира и он сигурно ќе дадеше гол. Па да, ете, тоа се спомени од тоа време, јас се сеќавам дека колеги од Англија која доаѓа и во самостојна Македонија да најавуваат надпревари, уште 98 Република Ирска доаѓаше тука со Македонија во квалификациите. Оној што го бара, што беше препознатлив и што го паметеше по широката јавност беше Дарко Панчев и ние бевме посредниците кои обезбедувавме разговор со него да го снима, затоа што не секој ден не може секој златка копачка да освојува некој или пак да биде најдобар стрелец во квалификациите. Практично и тој и најдовски обезбедија пласман на Европското првенство 92, но од политички причини. Беше најдобар стрелец во квалификациите, Дарко, за Европа. Да, тоа беше за мене, бидејќи бев млад новинар само со 2 годишно искуство, еден поголем предизвик што го прифатив и беше возбудливо да се присуствува на таков настан. Потоа, нели, кариерата ме однесе на многу настани, особено кога бевме со нашата репрезентација, дали е кошаркарска, фудбалска, ракометна. Бидејќи се вклучивме во сите тие меѓународни надпревари како национална репрезентација. Надпревар на ракометарите со Манаско, со Маринкови, со тие беше во Ловеч против Бугарија, тоа беа почетоците на репрезентацијата. Исто така и уште игравме во поранешна југословенска скратена лига кошаркарска, работнички играше во полуфиналето со Црвена звезда, со Партизан, со Слобода, Дита и во купот беше. Значи уште тој период го држаме некој квалитет затоа што беа значени нашите година две се одржуваше, јас знам по кошарката и
дури го пренесува. 93-та се растори, нели Вардар обезбеди од втора лига пласман, а џабе обезбеди бидејќи не се формираше земничка лига. Јас се сеќавам, го коментирав последниот настав во тие надпревари кошаркарски Босна работнички во Сараево. Сараево беше зовриен град, уште вечерта се виде. Да, готово, падот се наслутуваше, тргаме другиот ден со автобус и веќе поставени барикадите, каде ќе одите, што па не завртеа преку Романија, кон Вишеград, за да стигнеме. Се чудиме што е ова, нека, вика, од овде ќе одите. И така, ова баш ме подсети сега да го спомена. И се собраа тогаш 4 екипи во Белград, игра разигруваа за првак, за чив првак не се знаеше. Да, потоа во Дневник, за среќа, бидејќи бевме сериозен вестник и со сериозен буџет, имав можност да бидам известуваш на Дневник од неколку европски и светски првенства, така што известував од Европското првенство во фудбал 2000-та, 2008-та, од Светското првенство 2006 во Германија, подосна и од, како новина на Слободен печат, Европското првенство 2021 лани, кога Македонија се пласира, а најзначаен настан кој ќе ми остане долго во сеќавање беа Олимписките игри во Атина, каде што со колегите од Утрински вестник и од Вест бевме заедно од МПМ, како 3 вестника што беа под куќата на МПМ, и јас се проследив Олимпијадата од првиот до последниот ден. Тоа беше најзначаен настан за мене лично, затоа што е ретка можност да се присуства на 28 светски првенства во исто време. Тоа ти многу подобро од мене го знаеш, со толку многу светски олимпијади за тебе, но за мене беше за жал единствен настан што го само 15 олимпијади, 9 летни, 6 тоа е она зоки што зборам. Јас дури сум, да речем, средната генерација во споредба со вас. Некое време убаво сум фатил за спортските новинари, дури кога и приватните медии можеле да покријат трошоци за покривање на настани. Почетокот на создавањето на држава, тогаш првите години. Денеска е тоа вистинска реткост. Значи, новинарите за да присуствуваат одреден настан треба или да им помогне Федерацијата, или Македонскиот олимписки комитет, ако нема таква можност постојана, или сам да бара спонзори, што е тешка работа, што не е дел од нашата работа, наместо да посветиме енергијата на новинарството. Непријатно е да одам сега да молам, слушај, префрли ми пари, ќе одам во Пекинг на Олимпијада. Многу колеги се откажуваат заради тоа чувство, затоа што и самите спонзори, ако треба тоа да го прават заради почит на Зоран Михајлов или на Мишел, тогаш не сакаш и ти да ги тераш на такво нешто, ако нема интерес економски за сето тоа. Ама и ти непријатно се чувствуваш. Значи, не можеме да очекуваме објективност од колегите, ако знаеме дека се на сметка на федерациите. Последен пример, јас го кажам и во друга прилика, на Европското првенство последно во фудбал, малку беа редакциите меѓу кои Слободен печат, што ги покријат трошоците сами за известувачите од лице место. И таа разлика се почувствуваше во сместувањето, во третманот, во превозот, во транспортот, така натаму. Добро, ама се чувствуваше и во пишувањето. Така, треба да се плати цената на слободата, за да може да се каже отворено кога нешто не чини. Јас, мене бил тоа прв критериум од секогаш, и уште како млад новинар, а не денес па кога си веќе со завидна кариера зад себе од 3,5 децени работа. Значи, и тогаш кога сме збореле на секција спортски новини, сум залагал дури ако треба пул да се формира во рамките на секцијата, во кој ќе има задолжено лице што ќе обезбедува средства, тој да биде, пари, не да мора ти јас да тршаме. Да не биде да ти за мен или за Зоки, него тие пари се за спортските новинари. Ние ќе најдеме начин како да ве рекламираме, да ве пласираме, што го помагате. А редакцијата си определува човек оној што е за раковет, оди на раковетно првенство, кошарка. И тој потоа не должи ништо на федерацијата, не мора да внимава да ги бира зборовите. Ако треба се каже дека не може да биде фантастична играта на кошаркарската репрезентација, кога Норвешка дава 38 коша. Јас тоа го слушнав и тоа е поразително за нас како колеги, затоа што ја подценуваме... Добро, тоа е поново сега. Ова беше одамна, јас што го кажам. Значи, ја подценуваме интелигенцијата на нашите гледачи, читатели и слушатели. Едноставно и како новинар паѓаш во очите на читателот или слушателот или гледачот, дека тие информирани се, поготово тие што особено што нашата публика знаела да следи и југословенски спортски резултати, да бара резултати, да биде постојано во елитата,
Македонија не може да го има тој квалитет, се разбира, но било на крај на криштата и четврта во Европа и кога ќе поаѓаме со предумисла, да наречам, дека нас толку ни се можностите само за предквалификација да се тресеме против кошаркарските велесили Данска и Норвешка и уште таа игра да ја фалиме и за тоа да ни треба стране за да ги победиме, тогаш е поразнително и за спортот и за нас како спортски новинар. Значи го немаш квалитетот што треба да го имаш или што си го имал некога. Ако нема критичар на потезите на федерацијата, на селекторот, на играчите, тие ќе се залегнат во својата фотелја, удобство. Ако удриш на нив се лутат, а ти го правиш тоа за доброто на спортот, да укажеш, да настоиш. Објективен, ако си, не чиниш. Јас, со поранешниот генерален секретар на Фудбалската федерација, покоен Илија Атанасовски, уште на почетокот со остите коментари што ги упатував за водењето на фудбалот во државата, он ќе ме викнеше кај него, ќе рече, не мора да се согласа со тебе, но ти честитам за храброста и треба да има такви новинари, затоа што и ние треба да се приспитаме, да се видиме себе си преку очите на другите. Да научиме нешто од тоа што е напишано, дека критиката е добронамерна за да биде подобар субјективни, што седат во тие федерации. Мислат дека тие тоа што го прават е најдоброто. Сега, а гледаш нема резултат. Значи, ние сме очите и ушите на јавност, така треба да не доживуваме. Коректор. Така е. И да укажуваш. Сега, ако укажеш ти на некои работи, слабости во федерацијата, одма си на удар. Место да се замисла да речат, чекај, кој што ти рекол Илија, ма малку беа тие спортски работници. За жал. Да речат, чекај, има право, дај малку да ги отвориме очите и да видиме што работиме и како треба понатаму да продолжиме. Јас како пример, што предизвикуваме со нашето, ќе речам, полтронство на некој начин, затоа што спонзори ни се федерациите, за жал, на спортските новинари, го кажувам и ги прашав и колегите отворено, кажете ми кој председател на федерација ви дал интервју, ама да му кажете однапред дека прашањата ќе бидат незгодни, да не биде тоа PR интервју во кој треба да го издигнеме председателот или селекторот или управниот одбор. За жал, не се свесни ни самите спортски федерации дека треба да има такво спортско новинарство, за и самите да бидат подобри, да сменат нешто во таа улежаност нивна во мислење самоубедисаност дека се најдобри и така натаму. Ти ако напишеш нешто против нив, веднаш ово има против нас, немам против вас. Имам за доброто на спортот и укажувам. Вие ако сакате прифатите, ако не икете не. Одма гледаат политичка позадина или спортска позиција. Меѓутоа, немојте одма да ми лепите етикета дека заради овој сум го напишал тоа или не. Ќе кажам еден пример. Новиот стадион Филип II, па сега е Тоше Проевски, кога се градеше, мојот став беше дека не треба да се руши стариот градски стадион, кога веќе се вложуваат 60-70 милиони евра, може да се направи нова локација. Ке ни останеа два објекта. Дека бе во право, и аргументирав тоа кои беа грешките при проекцијата на стадионот. Зашто? Затоа што денес дали имаме два настани годишно кај што ќе се соберат 20.000 публика под услов да гостува Шпанија, Англија и така натаму. Значи немаме спорт кој ќе го плати одржувањето на толку голем објект. И затоа сега бара самата фудбалска федерација алтернативни решенија на малото стадионче во ФФМ да направи со 12.000, кај што притисокот на публиката ќе биде поефективен кога ќе биде значаен на превоз за репрезентација. Не, имаш право тогаш. Индиректно ја признаа грешката. Имаше дилема дали ова или да останеше стариот стадион, само малку швинка да му се удареше, да се дотераше. Можеше да се стави сега лесо, се поставуваат оние покриви. Еве гледам стадионите во Финска, пренесуваат и Финска лига. Стадионче убаво, како кутивче, од една страна покриено. Тоа е тренд секаде. Значи, ефтини производи, не е 70 милиони евра. Значи, соодветни на спортот, на парите на државата, на чергичето колкаво ни е спортско и државно во буџетот, а да не правиме, некој го нарече Алијанс Арена, а јас го крстив Фалијанс Арена, затоа што и ден денеска може да видиме дека таму просториите се празни, што беа планирани за еден куп работи, од фитнес сала до прес центар, до ВИП и така натаму, се празни.
Тогашниот директор на стадионот викаше дека трошоците за одржување ќе се плаќаат од деловниот простор. Колку што гледам, ниеден простор таму не е издаден за да живее од таа кирија, да се плати одржувањето на објектот. А нашите највидни прволигаши, работнички и Вардар, им е прескапо да платат еден прволигашки надпревар за да игра на тој терен. И што добивме? Терен кој денеска велат самите фудбалери дека е лош, со толку фрлени пари и не соодветен на она што они научиле да играат и што очекуваат за да пружат максимум против репрезентација која сме домаќини. Тука се направи грешка, меѓутоа немокни сме дури и познатиот архитект Циборовски, пољак, кој го следеше развојот на Скопје уште после земјотресот. Се сеќавам кога беше изградена само таа трибина од таа страна, едно 5-6 години таа. Јужната, а овие другите по-ниски беа, помали. Беа оние што беа од стариот стадион и вика што градите таму? Стадион. И не знам кој беше градоначалник, а го следевме ние Циборовски. И вика Благој Попов може. Или Благој Попов, не знам, беше некој од нив. И вика, зошто ви е тоа? А, вика, не остануваме на тоа, ќе градиме и од околу, ќе биде тоа. Е уште поголема грешка, зошто па вие, вика, белите дробови на градот што треба да видат, ги затварате. Вика, знаете што значи покрај Вардар, по Вардарецот, во центарот, така. Вие во сред град, кај ќе ви биде паркингот? Еве и ден денеска нема. Кај ќе одите? Што ќе правите? Ќе го загушите градот? Меѓутоа, ете се направи, а имаш идеја да биде таму под Зајчев рид, негде, далеку ќе бил. Што далеку? Па не, еве, на напреварот со Бугарија, јас се обидов, ја обично таму одам да паркирам, затоа што е тој планиран голем паркинг за кога има поголема посета на нашиот стадион. Полицијата не ми дозволи да влезам таму, да паркирам од кај Калето, кај најблиску до стадионот, за преку мостот да се оди на... Да, само преку мост и тука си. Зошто не ми дозволи, не знам. А тогаш прашував ја, каде ќе го решиме просторот со паркинг. Дали патеката е правилно поставена атлетска, затоа што требаше стапно целата рамнина да биде према северната дивина. И еден куп валидни прашања за проектантот на стадионот постави, што се ден денеска не одговори, но тогаш беше се некако на брзина со политички маркетинг. Си ги видел некогаш фудбалерите да седат за местото што беше проектирано за нив. Точно. И викам, зошто не седите тука? Па вика, Зоки не се гледа, вика, теренот, вика. Ефтем во дупка сме и сега поставија, не сега, уште тогаш, надвор на атлетската патека за резервните фудбалери, за тренерите и ова. Значи, исто беше и со салата. Откога се заврши, бидејќи се вртев ја таму на базенот младост, доаѓа тој архитектот, вика, Зоки, види горе, мислиме, коментаторските кабини, каде извлековме линии за 60, вика, коментаторски места. Тоа убаво сте направиле. Може би еден ден ќе доживееме да има 60 коментатори. Ама кога видов каде си ден денеска таму, над трибината, 2 метри од нив до овде простор, ни кабини, ни ништо. Па викам, што ме викаш сега да ти кажам кај треба, ама викам, требеше тука. Ама ќе жртвувавме места за гледачи. Како жртвуваат во цел свет, за да имаш нормални услови за работа. Откој ќе е завршена работата, тогаш прашуваат или е утната и така останува. Главниот проблем е што тие што ги прават, што се одговорни decision makерите, донесувачите на одлуки, воопшто не се консултираат со спортистите. Еве, тој пример го каже, едниот беше со 70 милиони за стадионот, уште 100 милиона за спортски сали. Претходната власт даваше пари во инфраструктура која не знаеме што да ја правиме сега. Да. Неправилно е искористена или е дадена во приватни раце, се злоупотребува. Ова гарнитура дава ваучери, рекоме по 10 милиони евра се дава годишно на не знаеме кому све и каде завршуваат парите, а никој не прашува од тие власти, чекате да видиме, да направиме стратегија, каде најмногу треба да се вложува во спортот, во што ни недостасува и да имаме резултат. Клубовите заради... Затоа го кажав, не знаеме каде завршуваат тие ваучери, кај одат и тоа. И секој со своја некоја стратегија, а за жал немаме се послаби резултати. Тогашната фудбалска власт, на овие мои забелешки за стадионот, се вадеа дека сме добиле суперкуп. Истиот момент кога го добивме суперкупот од организацијата, ние бевме одбиени
за организатор на Европското првенство 2020 која беше во повеќе европски држави, со еден куп забелешки од безбедносни до организацијски, така натаму архитектонски, затоа што имаш само 2 излеза, дека стадионот не одговара на стандардите за да биде домаќин на Европското првенство. Добро, се пофаливе со тој супер куп. Тоа беше утешна награда за кандидатурата што требаше да се поддржи еден иден председател на УЕФА или ФИФА и така натаму. Добро. Еве, Мишел, доаѓа крајот на нашиот разговор. Може до утре са бајле, што би рекле по старите, да правиме муаве за овие работи, но ситуацијата е таква каква што е. Се бориме колку што може да се поправи како новинари, меѓутоа треба да се борат и оние што се чинители, и спортските работници, клубовите, сите за нешто добро, да го издигнеме од ова ниво на едно повисоко ниво нашиот спорт, а не да се задоволуваме со една или две олимписки норми во некој поединечен спорт и така натаму. Но тоа е тоа. Единствено ни останува таа борба да продолжи. Ти си борец, верувам дека во таа насока ќе бидат и твоите следни колумни, написи, коментари, како сакаш, крси ги, меѓутоа народот го чита и верува во она што е напишано, дали се вика тоа колумна или коментар, не е битно. Не е важно. Важно е тоа што е напишано и да е тоа издржано, да му помогне на спортот. Па, еве, ти благодарам за гостувањето во емисијата. Колку што можев, вака успеав да те представам пред нашите гледачи, потоа што ти самиот да се представиш со своите гледања кон спортот, но ја кажав она биографија твоја на новинар од почетокот до крај, па дај Боже да продолжиш уште многу години и да не храниш со такви текстови како што не храниш еве до ден денеска. За нашите гледачи, да повторам на крајот, тоа беше мојот почитуван колега Милорад Стојмановски, кај нас новинарите наречен како Мишел.